И затоа, од знаците на кијамет е, во хадис Ахмед, хадис сахих, ла текуму саа хатта етекараб заман, нема да биде кијамет додека не се приближи времето. Кеф етекараб заман? Како ќе се приближи време? Текуну сенеке шахр, една година ќе помине толку брзо како еден месец. Ва екуну шахр кал џума, а месец толку брзо ќе помине како една седмица. Ва текуну џуму ке јом, а седмицата ќе помине толку брзо како еден ден. Ва јамурру јаумун ке ихтираки саафе, рекол пегамбер селем, а денот ќе помине како еден час, а часот ќе помине како да запалиш гранче или лист од палма. Значи толку поминува времето. Година 2024 дека замина. Еве 2025 ќе помине брзо. Зошто? Аллах азза ва џелле или берекетот го зема во времето. Берекет. Што е берекет? Значи човек живее многу, нема берекет. Годините се иста, 365 дена. Годината 365 дена. Ама гледаш, човекот не е заситен. Човекот не е задоволен со одредбата на Аллах азза ва џелле. Затоа, овие искушенија не погодуваат секој ден. Наместо човекот да се вразуми и да памети, како што поминува година и трговците прават пресметка колку имат приход, расход, профит и така натаму, ние дали сме направили таква пресметка со нас и со Аллах азза ва џелле, вал тензур нефсун ма каддамат лигад, и нека секој од вас погледне што припремил за утре. Кој е утре? Значи за денот на полагање на рачун пред Аллах азза ва џелле. Аллаху наш благослови ни во овој месец Реџеб. Аллаху наш помогни ни во Шаабан и овозможи ни да го дочекаме месец Рамазан и Шериф. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal